Јас ќе гласам воздржано оваа точка. Ќе гласам воздржано затоа што прво го властуваме, го подпишуваме договор, второ, кој ќе го купува ракометниот портфелиста и трето, дали ќе се задржи името што го рече колега за да појасни. Сомнежот на ние како опозиција е тоа што Талевски и Блочановски во минатото направиле сериозни прекршувања на работа. Толку заради тоа се обвинети за нивното работење или не работење. Втората работа, велиме кој ќе го купува. Договорот стои дека ќе гарантира тој што го купува дали е правно или физичко лице. Ние не можеме да го ограничиме кој ќе купува. Ако е трговија со харти од вредност, т.е. акции, има право да купува и правно и физичко лице. Тој ќе гарантира, ако е правно лице со целиот имот, ако е физичко лице со неговиот личен имот. Ако нема ништо, што ќе гарантира? Тука е сомнежот на опозицијата што сакаме да го видиме тој договор пред да биде подпишан, кој купува и кои обврсите ги има, кој е bonитетот, колку средства има и така натаму. И така натаму. Таа е втората фаза, затоа колегата Илиевски кажа дека ние од следните фази, кои ќе видиме договорот, ќе гласаме така. И третата работа, што не е заштитена, мислам, со подпишувањето на договорот за власкиот портфелист членот 9. Во членот 9 стои акционер, значи собственикот на акциите, че акционерското друштво или собственикот на акционерското друштво од спорт, кој се трансформира во спортски клуб со акционерски капитал, има право на промена на името. Да видиме дали во тој нов договор ќе биде заштитено името во согласно членот 9 од Законот за спорт. Затоа што почитувани колеги, Законот за спорт е една категорија, а договорот што ќе го носи општина Битола е друга категорија. Правно, дали ќе биде издржано. Јас само толку предложете член на крајот